Najprej сакам да ги поздравам гледачите на телевизија Сонце, кои ме поканија во емисијата Македонија, мајка на светот, да ја презентирам македонската палеолингвистика, односно дел од македонската палеолингвистика. Сакам во овој момент да се заблагодарам на собственикот на телевизија Сонце за спонзорството со што не почести, додека ние ја истражувавме карпесата уметност на целата територија на Република Македонија. Ѓорѓе Атанасовски, кој исто така не помогна да учествуваме на дел од конгресите на сите населени континенти, како што тоа го правеше и академик професор доктор Жан Митрев. Тоа се двајца од плејадата донатори кои учествуваа во спонзорирањето на овој грандиозен проект. Кога во 1968 година академик професор доктор Харал Харман за сите медиуми од поранешна Југославија во Белград соопшти дека екс ориенте лукс повеќе не постои и дека очите на светската наука треба да се свртат кон Македонија, каде што ќе се откријат и веќе почнуваат со откривање траги на најстара писменост во Европа и светот. Во тоа време тешко кој можеше да поверува дека овие зборови на академик професор доктор Харал Харман ќе бидат на вистина реалност. Со нашите откритија ние дадовме и материјални докази на неговата хипотеза, која што подосна се претвори во вистински научен заклучок што го користи денеска севкупната светска наука. Она што е посебно сакам да го истакнам, тоа е неговиот заклучок, како и заклучокот на прославената Марија Гимбутас, како и заклучокот на професор доктор Шан Уин од Соединетите Американски држави, заклучокот на Колинс Ренфју од United Kingdom, дека артефактите испишани со древно писмо, откриени на територија на Република Македонија, особено артефактите од типот на теракотите откриени на локалитетот Цоцев камен, според нивните лабораториски мерења се најмалку 1000 години постари од оние во Месопотамија и од тие причини полека но сигурно светот веќе ја прифаќа тезата дека не Месопотамија, туку Македонија и нејзините поблиски региони се вистински центар на светската култура и на светската писменост. За друг податок кој во прилог на овој заклучок е палеонтолошкиот заклучок. Со откривањето на прастари животни, чие потекло не води во 10-тиот милениум во старата ера, се покажа дека не само во Африка, туку и на територијата на Македонија постоеле тропски животни и прашање на време кога и од тоа далечно преисториско време ќе се откријат и прастари траги, фосили лично од човекот кој живеел во времето кога на овие простори и живееле тие животни. Импресионира фактот што клјовите на слонот, што е откриен на територија на Република Македонија, се најголеми во Европа од оние клјови на слонови што досега се откриени на овој европски континент. Со откривањата во областа на карпесата уметност и на македонската палеолингвистика
се докажа најдлабоките корени на македонската цивилизација на балканската територија. Сакам ова длабоко културно битисување на македонецот на овие простори да го споредам со дрвото од типот на тополите. Значи, колку тополата се издига кон небото, толку мора да ги пушти своите корени во длабочината на земјата, за да ги издржи сите громови и сите бури кои се истураат врз неа. Тоа е исто со секоја земја, со секој народ, кој се издига културно и научно, за да обстане на овие и други ветрометини, тој мора да има длабоки културни корени, за да обстане во сите оние напади што му се подготвуваат од една или од друга страна. Затоа е битката за докажување, затоа е битката секоја држава, како што е и заклучокот на Светската федерација за карпеста уметност, дека истражувањата на Македонскиот центар за карпеста уметност не се битни само за правилно дефинирање на македонската цивилизација, на македонскиот јазик, на македонското писмо, туку за докажување на овој вид наследство на целата светска цивилизација. Сакам исто така да напоменам дека овие истражувања покажа дека Македонија не е ниту дрво без корен, ниту извор без вода. И дека културното дрво на светската цивилизација, тоа е многу битно, најдлабоко ги пуштило своите корени во културната почва на Македонија и Европа. Но ако ова што го ние кажуваме нема меѓународна верификација, тоа нема да има подкрепа и моите зборови нема да излезат од територијата на Македонија, како што сега е. Целата земјена топка, секоја научна фела ги цитира нашите истражувања, ги цитира книгите и исписанијата во кои што ние ги објавуваме на нашите трудови. Која е таа меѓународна верификација? Една од силните адути наши е моето членство во Светската федерација за карпеста уметност, член на извршниот совет за карпеста уметност. Одлуката на Конгресот во 1994 година, во 2002 година да се одржи Светски конгрес за карпеста уметност во Македонија, чие отворање се случи во универзална сала пред 1200 гледачи и со неколку стотици учесници во тој конгрес. Понатаму, како еден од главните меѓународни верификатори е и тоа што ми се дозволи во 2002 година да ја формирам Светската академија и да застанам за Светската академија за карпеста уметност и да застанам на нејзино чело во нејзиниот прв мандат од 4 години. Друга верификација е што ми се дозволи од страна на УНЕСКО да се формира во Македонија, Светската асоциација за палеолингвистика со седиште во Македонија. Понатаму само ќе споменам една од верификациите е што првата тема на која зборував во Вила Реал за карпеста уметност, значењето на купулите во светлината на најновите истражувања во Македонија, кога грчкото лоби продрело во издавачкиот совет на ова научно списание и до моето име додава Душко Алексовски Грција, сакајќи да покажат дека овие големи откритија се откриени од Душко Алексовски, кој потекнува од Грција. Тоа е прво присвојување на жив човек од страна на грчката наука. Сепак, ние и во тоа ќе излечеме позитивна конотација. Понатаму, како огромна придобивка наша, огромна меѓународна верификација е објавување на моите трудови по знамето на УНЕСКО.
Само да покажеме за нашите гледачи дека мојот труд за тоа знаците откриени на територија на Македонија се основи на македонската и на светската писменост. Труд како резултат на моето презентирање, на мојата тема, на моето излагање на овој конгрес кој е објавен во овој билтен, во овој списание, финансирано од страна на УНЕСКО. Понатаму, книгата на Марија Гимботас, на чија штокорица стои артефакт откриен во Македонија, како белег дека Македонија е вистински центар на палеолитската и неолитска култура, писменост и слично. И уште еден битен показател е дека за македонската палеолингвистика уште пред 40 години академик, професор доктор Шан Уин, професор емеритус, објавува 2 тома, вкупно од околу 1000 страници, за писменоста на територија на Македонија и винча културата, каде се обидува во знаците изработени врз теракотните предмети, докаже дека на оваа територија се развивала богата писмена активност. Но тоа беше пред 40 години. Сега веќе имаме околу 50.000 фотографии од областа на палеолингвистиката и карпеста уметност, и тоа е огромен допринос за македонската наука, нација и култура. Сепак, најголем верификатор за македонската карпеста уметност, за македонската наука, за македонската култура, за македонската цивилизација е доказот, моето големо откритие, дека уште 1916 година, во времето кога се водеше една од најкрвавите војни во светската историја, Првата светска војна, академик, професор, доктор Етиен Пат одлучува да дојде во Македонија и под заштита на силата на француското оружје да види што се случува на планот на македонската карпеста уметност, на македонската палеолингвистика, и ги открива првите траги на македонска преисторија, на македонски палеолит, на македонска преисториска култура. Само да споменам дека овој млад човек на само 19 години на Конгресот на преисторичарите во Тур храбро изјави: не се сложувам со сегашната наука во Европа, која вели дека Балканот и Македонија немаат траги на палеолит или неолит и длабока преисториска култура. Не може, цитирам, една цивилизација како што е македонската, еден ненадминат херој на своето време, кој што создал една силна армија, Александар III Македонски, да нема своји длабоки цивилизацијски корени. Цврсто сум убеден дека денеска или утре ќе се откријат тие корени на територија на Македонија, оноа што лично нему му успева во 1916 година, а трудот е објавен во 1935 година. Сега би поминале директно на предметот на македонската, на корените на македонската палеолингвистика. Тука на први гледаме дека ова е дел од трудот со кој се учествува на 24-ти симпозиум во Валка Моника во 2011 година. Сликите што ќе ги добиваме ќе следат со мој коментар. Првата слика
што ја гледат гледачите, тоа е еден краток, импресивен запис, писменост во права смисла на зборот, која се манифестира во времето на баканото време и се до средината на бронзено-временскиот период. Тоа е фотографија од терен. Понатаму имаме оваа фотографија што ја гледате. Од левата страна е академик професор доктор Емануел Анати, директор на Светскиот архив за карпеста уметност. Во средината, тоа е многу битно за нашите гледачи, од кои се луѓе имаме директна подршка, академик професор доктор Дарио Селе, офицер за врска меѓу УНЕСКО и Светската федерација за карпеста уметност, и сосема десно е учесникот во оваа емисија Македонија, мајка на светот, Душко Алексовски. Следната фотографија е една од глинените плочки, која што според лабораториска анализа е постара од сите глинени плочки што се откриени во Месопотамија. Тоа е вистински извонредно добро сочуван писмен систем од времето на енеолитот, крајот на енеолитот и почетокот на бронзовото време. Понатаму, тука имаме исто така пиктографско писмо, каде што имаме човек, вода, представено од две паралелни брановидни линии, имаме ритче мало со зраци, со значење дека човекот пред изгреј сонцето го дарува Богот на водите за богат риболов во текот на денот. Сега нашите гледачи имаат убава прилика да се запознаат со првата астрокарта изработена на земјина топка во 12-тиот милениум пред Христа, односно пред 12.000 години, односно 14 години купно. На оваа астрокарта се гледа во средината месечината, се гледа созвездието Плејада или Власци, популарно, како што тоа се нарекува во кај нашиот народ. Долу имаме представа на метеори и имаме група звезди и други созвездија. Следниот цртеж, што порано го видовте на фотографија, представува типично крстовидно писмо. Значи, крстот, дали ќе значи едно значење, зависи од ширината и должината и дебелината на неговите страни. Зависи дали ќе има купула во десниот долен агол, во левиот агол, во горните агли, или ќе има по 2 купули, или ќе има по 5 купули, или ќе има по 15 купули. Се зависи во каков сооднос се купулите во однос на крстот. Понатаму тука имате еден сложен крстовиден знак, кој што е модифициран со 2 диакрични знака и со еден помал круциформ, и тоа во палеолингвистиката се нарекува унија, едноставна унија од еден сложен знак и еден едноставен знак. Понатаму, сега нашите гледачи за прв пат премиерно ќе се запознаат со еден од најимпресивните записи што го забележавме на планината во село Горно Јаболчиште во регионот на Велес. Записот се состои од куполи или владнати полутопки, што ги гледате тука во застапени во голем број, кои всушност се и првите писмени знаци изработени на земјината топка, чие датирање оди 1.600.000 години пред Христа. Оние куполи што се откриени во Танзанија, во 299.000 се откриени во Индија, но најголем број на куполи се откриени токму на територијата на Македонија, колку што не се откриени во цела Европа. Понатаму
имаме импресивен мегалит, изработен во бронзаното време во околината на Македонски Брод, чиј надпис се состои од куполи кои представуваат дел од звездите на небото. Понатаму следи типичен крстовиден писмен систем за оваа време, составен од куполи или владнати полутопки и една композитна крстовидна форма која не е забележена во ниедна писмена култура на земјината топка. Следи краток писмен запис. Во овој дел имаме шематски приказ на записот, додека подолу е фотографијата на знаците изработени на оваа карпа. Понатаму следи, видите, импресивна камена скулптура од времето на палеолитот. Но импресиониран фактот што буквите, алфабетските знаци, изработени врз телото на оваа фигура што представува божество, се изработени истите знаци кои што денес ги користи македонскиот народ, македонската азбука, видите, го имаме формата на буквата Ф, имаме формата на буквата Т, имаме формата на буквата А во поинаква позиција, имаме формата на буквата Е. Но оно што сакам да го свртам вниманието на нашите гледачи е дека овие знаци во времето на палеолитот имале сосема поинакво значење, отлуку што денес го има значењето алфабетско значење. Тоа значи дека во текот на милениуми, десетици милениуми, формата на овие знаци се задржала до денес, но се менувала семантиката, се менувало значењето од пиктографско во алфабетско значење. Но битно е за нашиот национален идентитет дека има еден огромен континуитет на развојот на македонската писмена култура од неолитот до денешно време, и тоа го зацрствува македонскиот национален идентитет на овие простори од земјината топка. Ова е необорив доказ за длабочината на културните и писмени корени на македонците. Понатаму следат бројни еден друг писмен запис. Видите, тука е шематски приказ на секоја од писмените знаци, а тука го имаме целиот состав, распоред на тие знаци, и долу имаме приказ, фотографија, за да бидеме убедителни во времето кога ги презентираме нашите реферати на светските симпозиуми, конгреси и конференции. Уште еден, навистина, започет артефакт, открие на територијата на Република Македонија, еден писмен систем, дел од писмената еволуција на македонскиот човек, кој е без преседан во писмените форми на планетата Земја. А тоа значи дека со милениуми, со десетици милениуми се развивала писмената култура на територијата на Македонија и соседните краеви. Но фактот дека на сите други краеви, во околните региони, подалеку на Блискиот и Далечниот Исток, во Африка, Канада и Америка и Европа, немаме вакви импресивни откритија. Тоа значи дека таму кај што ќе има најголема концентрација од овој тип знаци, таму треба се бара и центарот, жаришето на светската култура и писменост, нешто што го потврдија сите релевантни научници
од земјината топка, чија преокупација е токму потеклото и развојот на писмото на планетата Земја, со кои се здружени во асоциацијата светска, чиј председател актуелен е доктор Душко Алексовски. Уште еден прекрасен една прекрасна писмена порака. Видите, горе имаме шематска представа, а долу имаме фотографија од записот. Понатаму следи импресивна фотографија. Ова е едно од моите најмили, најдраги откритија што ги направив за времето на мојата научно-истражувачка кариера во околината на далеку познатиот и прочуен Цоцев камен. Откривме 52 глинени плочки, теракотни предмети, каде што се сите испишани, каде што според анализата се постари од оние откриени во Месопотамија. Видите, тука имаме знакот, кој значи бремена жена, која што жените во времето на неолитот, подосне за времето на бронзото време, го носеле на своето тело како амајлија за здрав плод кај жената и среќен пород. Подоцна, во времето кога се создало старомакедонското писмо, црковно писмо, оваа форма веќе влегува во тој писмен систем, што значи дека овој знак формално останува исти знак, а го менува само своето семантичко значење и уште еднаш удира печат врз идентитетот на македонската писмена култура и не само на македонската писмена култура на овие простори. Ова што гледаме тука, тоа е дрвото на животот, што се изработувало на сите континенти, но најголема концентрација има и во сликана и во гравирана форма, токму на територијата на Македонија и во околината на Цоцев камен, каде што во една мала пештарка се изработени и сликани оранти и дрвото на животот. Овој знак, сакам да ви обрна внимание, добро да го погледате. Ова истиот знак, што подосна ќе влезе како азбучен знак во средновековниот црковен македонски јазик. Видите, тука повторно имаме исти знак, што се користи во нашето писмо подоснежно и во времето на неолитот, околу 6000 години пред Христа. Тука имаме исто така еден писмен знак. Тука имаме символичко значење, но подосна ќе го сретнеме во дел од медитеранските писмени системи. Значи нема знак писмен, користен од медитеранските земји, а кој нема аналогија во македонската карпеста уметност или кој нема аналогија во теракотните предмети. А тоа значи дека тоа жариште има огромно влијание врз своето соседство. Зошто ќе прашате дачите? Затоа што условите за развој на таа култура била целосна. А што било потребно? Биле потребни карпи за исцртување. Биле потребни услови за живот. Пештери свртени кон југ, полноводни реки, погодни за риболов, шуми за лов, подосна во неолитот, извонредни пасишта. Сето тоа македонскиот палеолитски човек и македонскиот неолитски човек, човекот од времето на енеолитот, бронзата и железото, го имал само на едно место и можел да ја гради и да изградува својата култура до денес. Видите, тука имаме дел од еволуцијата на македонската писменост. Сега имаме тука геометриски фигури, слични или различни од денешниот писмен систем. Тука, да речеме, имаме знак кој има аналогија во денешниот знак Н. Тука имаме скоро идентичен знак со буквата П. Тука имаме идентичен знак со буквата Л. Тука имаме идентичен знак со буквата Б, идентичен знак со буквата Р, идентичен знак со буквата С
Видите, но тука има една Божица, птица, koja udira pečat na времето, на староста, на овој писмен систем, односно време на неолитот, односно старо околу 6000 години. Понатаму, оваа слика, видите, онаа птица Божица, што видовме изгравирана, што може би тој текст кажува, ја раскажува приказната за Божицата, што е изработена во непосредна близина на писмениот систем. Во близина на овој локалитет се откриени бројни Божици птици од теракотни предмети, односно Божици птици теракотни и камени Божици птици. Што значи традицијата за почитување на птицата како Божица била со милениуми стара на овие простори. За кој нешто ќе зборува и почитуваната професор доктор Марија Гимбутас од UCLA универзитетот во Соединетите американски држави. Видите, следи друг писмен запис, имаме шематски приказ на сите знаци. Тука имаме разврстан знак, фактички тоа е овој знак кој содржи овие делови. Тоа се вели во науката за палеолингвистиката суперкомпозитен палеолингвистички знак. Сега имаме тука комплетна представа како изгледа записот на карпа во оригинал како што е забележаме. Тука имаме сложена фигура, тука се еден тип на сложена унија од 4 писмени знака, каде што е присутна и копулата, која постојано го прати развојот на македонскиот писмен систем. Тука е оној супер композитни знак во контекст на копула и крстовиден знак, модифициран со диакрички знак на левата хоризонтала. И долу имаме сложена унија, составена од 3 знака осамени и една композитна крстовидна форма. Едно извонреден, добро сочуван писмен запис, чијаша содржина, односно значење, во овој момент ни недостасува. За жал, можеби во иднина ќе излеземе и со толкување на овој запис. Тука сакам посебно да го следат овој цртеж нашите гледачи. Овој цртеж го именував свемирско освојување на Македонија. Запис, може би моментално искуство на нашиот предок од времето на бронзата. Видите, тука имаме приказ во перспектива, еден комплекс богат, од копули, символ на звездите. Имаме фигури, мали и големи, од типот на божици, со атрибути, кои што во моментот тешко може да се објаснат. Понатаму, исто оваа содржина ги имаме во далечина. Имаме уште еден тако, уште подалеку, колку се оддалечуваат од просторот. Значи имаме просторно представување 3D, кој било познато на тогашниот македонски предок, на тој гениален уметник. Значи, оваа фигура, та иста што е оваа мала фигура. Само што колку се оддалечува од окото на човекот, толку помалку елементи се забележуваат. Тоа е без преседан во светската констелација на палеолингвистика и на карпеста уметност и привлекува огромно внимание меѓу истражувачите на карпеста уметност за времето кога
ги презентираме овие цртежи на светските конгреси, симпозиуми и конференции. Еден и понатаму сложен, краток, но много сложен и импресивен писмен запис, кој се состои од суперкомпозитна унија. Понатаму следи комбинација од група и унија и на крај комбинација на орант и друг вид символ. Исто така, и овој запис се забележува само на територијата на Македонија како дел од тој импресивен, еволутивен развој на писменоста на територија на Република Македонија. Гледате еден осамен запис, составен од композитна унија и 3 едноставни знака. Сега тука имаме фотографија од цртежот, што пред малку го видовте, како гаранција дека она што се презентира за нашите гледачи е откриено и документирано, за да може да влезе во сите светски архиви, да се депонира во сите светски архиви, за да понатаму бидат достапни за светската наука, за светските научни работници, кои ќе продолжат да истражуваат македонската палеолингвистика и македонската карпеста уметност и да го информираат светот за новите достигнувања во дефиницијата за македонската и светска карпеста уметност. Следниот запис е навистина прекрасно сочуван, прекрасно изработен, бидејќи растителната маса што се создава во скарпата и каменот трајно ги заштитува гравирите. Гледате еден идеален македонски писмен систем, каде што дел од тие знаци имаат аналогија овој знак, овој знак и овој знак во денешниот македонски азбучен систем. Но значењето на тие форми писмени од времето на преисторијата биле поинакви од она значење, да речеме, што тие ги има денес. Наша обврска во иднина е да се обидеме, да дојдеме до значењето на овие знаци, на овие писмени записи и да соопштиме на македонската и светска наука што авторот сакал да ни пренесе. Ова е фотографија од шематскиот приказ. Сега тука ја гледаме македонската прастара азбука, која содржи над 1000 писмени единици. Гледате тука, ќе ги забележите сите букви што ги користи денешната македонска азбука, кои се во контекст на знаци што македонскиот преисторискиот човек од времето на доцнат палеолит па се до предметалното време го користил со посредство на македонската карпа и камен. Видите? Тоа се импресивни знаци. Гледате колку знаци се формирани од типот на крстовите знаци. Гледате дека точката или копулата играла важна улога во дефинирањето на значењето на круциформот, односно на крстот. Неговото значење било определувано од местото и бројот на копулите или владнаните полутопки во однос на крстот. Сега пред нас е последниот слайд, што сакаме да го прикажеме нашите гледачи. Тоа се дел од 52 теракотни плочки, откриени во близината на импресивниот локалитет Цоцев камен, кој се наоѓа
во близина на градот Кратово. Видите, сите плочки се испишани. Гледате ова средната плочка, тоа е дел од тој крстовиден писмен систем. Со првата крстовидна форма има две купули од десната страна. Вториот крстовиден систем има по една купула во горните е лев и десен агол. Долу во долниот лев агол има една купула, а во десниот агол има две купули, што значи има посебно значење. Посебна форма ни е долниот круциформ или крстовидна форма, која што е модифицирана со купула во десниот горен агол и со неколку купули од десната страна и крстовиден знак од типот на X формата. Понатаму тука следиме E форма, се го следиме овој знак кој што има аналогија во средновековниот црковно-македонски писмен систем и овој тип на хоризонтална линија модифицирана со два диактрички знака кој што има аналогија во дел од медитеранските писмени системи. Тука имаме еден знак орант, богот на радоста и задоволството, што служел како амалија за носење на луѓето за заштита на нивното здравје. Тука имаме свастиката, или популарно кај народот наречен кукаст крст, кој што е изработуван уште во времето на неолитот и подосна. Тука имаме повторно испишена глинена плочка, теракотна плочка со крстовидни знаци од различни видови. Еве, драги гледачи, за овој временски период што ни беше на располагање, се обидовме да ве доближиме до македонската стара писменост во времето од писменоста на светите браќа Свети Кирил и Методи, за да видиме дека присуствувањето на подоснежниот писмен систем тие имале еден вид модел како да го изработат, како да ги упростат стотиците видови знаци што им биле на располагање во еден систем од помалку букви, кои што ќе му требало да му обезбедат писмена култура на тогашниот свет што живеел на овие простори и подалеку. Се надеваме дека во следните емисии од областа на македонската палеолингвистика, од областа на македонската карпестометност, од областа на македонското недвижно наследство, како што се тоа куклите, или презентацијата на Цоцев камен, македонските гледачи, и не само македонските гледачи, ќе се запознаат со импресивното наследство, културно, јазично, писмено, етнолошко, но не само културно наследство, туку и природното наследство, кој исто така уникатно во светски рамки. Просто е неверојатно што не само човекот кој имал Божја дарба, туку и природата делувала да изработи прекрасни фигури во вид на животни и антропоморфни, односно човечки фигури. Сето тоа во некои од наредните емисии ќе имате прилика да ги видите и да се воодушевувате на оваа безгранична убавина на македонското наследство од секаков вид. Ви благодарам на вниманието од името на Македонскиот центар за карпестометност, на Светската академија за карпестометност и на Светската асоциација за палеолингвистика.